Кейт Мидлтон минатата недела објави дека е во ремисија од канцер, а новите детали за принцезата од Велс покажуваат дека нејзиното закрепнување оди добро. Сопругата на принцот од Велс се појави во јавноста далеку од Велика Британија. Кейт Мидлтон ужива на одмор на Алпите со своите деца Шарлот, Џорџ и Луис и принцот Вилијам. Тие го напуштија својот имот во Норфолк веднаш по Божик и се упатија кон оваа дестинација. Двојката и нивните деца беа забележани како уживаат во утринските топли пијалаци во ресторанот на планината, која е популарна станица за британските скијачи и има панорамски поглед на врвовите покриени со снег. Подоцна се вратиле на ручек во истиот ресторан. Беше убаво да се види Кейт како се релаксира и ужива. Изгледа како нормално англиско семејство и многу луѓе не ги препознаваа. Не е прв пат да ги видиме. Тие доаѓаат овде со години. Мислам дека тие ја сакаат областа, изјави изворот. Кейт Мидлтон и принцот Вилијам беа на Алпите на почетокот на нивната врска, а со нив беа и кралот Чарлс II и принцот Хари. Зградата во која живееше Кери Бредшо во култната серија Сексот и градот ќе добие заштитни железни порти за да ги спречат фановите да се собираат пред неа. Комисијата за зачувување на знаменитостите во Њујорк го одобри брањето на сопственикот да постави капија пред познатите скали, пишува Њујорк Таймс. Собственичката на култната зграда во Вест Вилидж на улицата Пери 66, изградена во 1866 година, објасни дека обожавателите на серијата со години ја малтретираат неа и другите жители. Овој потек дојде затоа што по 2 децении фановите се уште се собираат околу зградата, што служеше како надворешност на станот на Кери, се качуваат по скалите, а понекогаш дури и влегуваат во имотот. Го дозволила снимањето затоа што и било жал Њујорк Таймс да ја идентификуваше собственичката како Барбара Лорбер. Таа рече дека сгрешила и го дозволила снимањето бидејќи било жал за младиот асистент на продукцијата. Според неа, тој што туку дипломирал во тоа време и рекол дека ќе ја изгуби првата вистинска работа доколку не ја обезбеди таа куќа за снимање. Оваа куќа не треба да има решетки. Она што беше возможно пред повеќе од 100 години веќе не е можно. Денес ни треба поголема заштита, рече собственикот. Наградите за најуспешните спортисти за 2024 година беа доделени од страна на Министерството за спорт, славејќи го успехот на македонскиот спорт. Најголемото признание, титулата спортист на годината, му припадна на кикбоксерот Бубан Илиовски, додека во женска конкуренција таа чест ја доби таеквондистката Милјана Релич. Илиовски, кој неодамна стана европски шампион во категоријата до 86 килограми, уште еднаш ги потврди своите способности на спортската сцена. Со ова признание, кое го доби втора година поред, ја укрепи својата позиција како еден од најуспешните спортисти на Македонија. Јоце Панов, миленикот на женската публика, моментално важи за најбараниот машки вокал на нашата сцена, кој редовно ги полни клубовите во кои настапува. Во 2007 година со само неколку објавени песни го има својот прв концерт во Домот на култура во Штип. Денес со повеќе од 50 објавени песни, Јоце Панов ексклузивно со нас сподели дека подготвува голем солистички концерт на 8 март во Македонската филхармонија. По повод 25 години кариера одлучив да и се одолжам на мојата публика, на сите оние кои ме поддржуваат и повеќе од 2 децени се присутни на моите настапи. Во секоја песна оставам дел од својата душа. Љубовта која добивам од мојата публика е мојот извор на енергија и мотивација за секој следен проект, откри Јоце Панов.